Се наоѓаме на тврдината Градиште, место каде неодамна на иницијатива на наши иселеници е поставен Свет крст, кој денес ќе биде осветен од страна на Делчевско-Каменичката епархија, поточно од страна на епископот Марко. Со нас е еден од главните иницијатори ова да се случи, Илија Кацарски, селеник во Швајцарија, кој ќе ни каже нешто повеќе за оваа идеја, од почетокот до крајот, како одеше реализацијата. Да, како што знаете, веќе крстот е готов, денеска ќе биде осветлувањето. Целата идеја беше по моја иницијатива. Се почна со еден Facebook статус на Facebook, почнахме се расшири, секаде најде на разбирање, собравме доволно финансиски средства. Пред еден месец веќе почнавме да работиме и денеска е завршено да се освети крстот со свештени лица, после има црква и свечен ручек во црквата Свети Ѓорѓи. Колка ви се димензиите на крстот? Димензиите се направени по проект во село Стибања со пријател од Швајцарија, ти ја дадеа 8 метри на 5,5 метри ширина. Мислам дека е доволно тоа, пошто самата локација идеална е за таа работа. Видовме снимка дека и осветлен навечер, дали таков е планот? Таков е планот, тоа беше само пробно, го осветивме со агрегат. Целта е, треба уште некои работи да се средат. Нашата идеја е, освен крстот, да се осветат кулите, како што беше порано, и комплетно целиот комплекс да биде веќе да свети. Во преговори тоа ќе биде, не треба уште некои формалности да се завршат со општината. Кој беше главниот мотив, како за крај последно прашање, да се реализира оваа идеја? Тоа беше моја идеја подолго време. Секој пат јас и како порано имам работено на овие кули и беше многу убаво кога свете. После веќе почна и на многу места се изгради вакви крстови и дојде до идеја. Јас поделив на почетокот со 20 луѓе и веќе во април на Facebook и така почна се и завршивме за неполни 3 месеца готово све. После треба да намонтираме уште 4 метални букви цела град, да светат кулите, знамето е тука и тоа комплетно да се реализира. Нашата цел како иселеници е да направиме еден вид на здружение со фонд, со сметка во една банка во Делчево и на тој начин финансиски да го помагаме селото, затоа што имаме едно навистина убаво село, но условите се такви, доста е запуштено и на тој начин ние финансиски да помагаме сите што се во селото, кој што може со работа, со машини, да биде поубаво село. Значи, плановите се да се доуреди со тек на време, постепено патека да има до него развој на туризмот на некој начин. Тука треба исто да се направи за почеток еден летник, уште 2 летники ќе се направат таму кај другиот дел, кај што е ловниот дом. И после, како има потреба, имаме место, може да направиме уште многу летници, или да почнеме само. Тоа е се уште иницијатива, да почнеме да го промовираме нашето село. Така, за крај, еве, за Илинден, што ќе им посакаме на сите македонци, на голем празник се осветува овој крст? Јас би рекол, нека овој свет крст, нека знамето ме сплоти, да бидеме сложни, да се помагаме, да го направиме нашето село поубаво место за живење, затоа што тоа го заслужува. Што ќе кажеме, еве, тука и Маријанче од Швајцарија за оваа идеја, или ја кажа скоро се. Убаво изгледа, видовме сега и на снимката на дрон, од дрон. Сите, убав ден. Прекрасен ден за нашето село. Ете, по наша иницијатива на иселениците од цело град. Се собравме, наша помош, исто така имаше доста помош од селото да се изгради ова е наш проект. Секој помогна на кој како што можеше, кој со донација, кој со работна рака. И прекрасно. Им се заблагодарувам на сите. Така да го бележиме ова наше село, православно село. И така. Благодарам многу. Говеда попове баш. Ама још бил ни говеда попове.